Денеска е 28 февруари 2026 година. Јас сум Петар Петровски на Macedonian Information Center, се седиште во Бимсел, Онтарио, Канада. Наместо вести во ова наше ново издание, ќе проговориме за актуелните случувања на Блискиот Исток и 4 годишнината од конфликтот помеѓу Русија и Украина. Персиски залив. Денеска на 28 февруари 2026 година операцијата Епски бес започна кога првите бомби и ракети почнаа да ги погодуваат своите мети низ Иран, јавува Associated Press. Пред да започне ова војна операција, преходија дипломатски преговори помеѓу Иран и САД. Преговорите кои се одвиваат под покровителство на ОМАН нема никаков напредок. Голема кочница во преговорите беше иранската нуклеарна програма за која Иран тврди дека е за мировни цели, на што Израел и Америка не им веруваа. Минатата година преходеше 12-дневната воздушна војна помеѓу Израел и Иран, како и кратката воздушна операција врз иранските нуклеарни постојки од страна на САД. Според вестите што доаѓаат од израелскиот канал 12 е дека врховниот лидер Ајатолах Али Камеини е мртов. Додека иранскиот министер за надворешни работи изјави дека Ајатолах Камеини е се уште жив колку тој што знае. Ако веста за врховниот Ајатолах Али Камеини и целото војно-политичко иранско воство е точна, тогаш треба се види кој ќе биде наследникот и каков ќе биде текот на настаните. Според анализата на ЦИА, ако врховниот водач на Иран загине, тогаш наследникот може да биде некој од порадикалните команданти од иранската гарда. Според анализите на ЦИА, пред да го даде зеленото светло за операцијата против Иран, на председател Трамп му било објаснето дека ова операција многу ризична, со многу голем ризик, но со многу големи добивки, пренесува Reuters. Кога започна Сдружената американско-израелска војна операција, на американската нација се обрати председател Трамп, кој образложи својата одлука за отпочнување на операцијата против Иран. Во неговото обраќање до американската јавност, председател Трамп вели дека нема да има американски војници на иранско тло. Председател Трамп испрати и порака до граѓаните на Иран дека дојде часот на нивната слобода. Во својот говор им порача граѓаните на Иран дека треба во овој момент да се заслонат и да го сочекаат моментот кога треба да се дигнат на востание против репресивната власт во Иран. Во извештајот на американската агенција Reuters, председател Трамп им даде имунитет на секој припадник на иранскиот револуционарен гардиски корпус и на припадниците на останатите ирански безбедносни сили. И служби, ако се приклучат на востанието против режимот во Иран, чим се даде имунитет. Во интервјуто кој денеска за Newsmax го даде поранешниот подсекретар за одбрана и секретарот за ветерански прашања Роберт Вилки, изјави дека со денешната војна операција не се менува само регионалниот баланс на сили, туку и светскиот баланс на сили. Во интервјуто поранешниот подсекретар ќе подлечи дека доколку овој режим падне, тогаш иранската нафта нема повеќе да го снабдува рускиот воен мотор. Додека Кина ја губи својата предна позиција. Според мислењето на поранешниот аналист на ЦИА, Фред Фајц, во интервјуто што го даде за Newsmax, изјави дека ако Иран во своите контранапади ги нападне земјите во Персискиот залив, тогаш тоа ќе ги прерасне во регионален конфликт, но со многу последици за Иран. Според известувањето на Times на Израел, откако ирански ракети го погодија тлото на Саудитска Арабија, кралството изјави дека за ова дело ќе има последици за Иран. Ако не престанат со нападите, во меѓувреме стигна и бурни светски реакции од Русија, Кина, Европа, Блискиот Исток и Канада. Во реакциите на Кина, Русија, Франција, Норвешка и Шпанија, ова акција не осудена и е спротивна на меѓународното право. Понатаму, во нивната реакција, тие бараат да се свика итен составок на Советот на безбедност при Организацијата на Обединетите нации, пренесува Reuters. Киев, Украина, Москва и Русија. На 22 февруари 2026 година, украинско-рускиот конфликт влезе во својата 4-та година. Специјалната војна операција, според председателот на Русија Владимир Путин, требаше да биде лесна, а руските војници да бидат пречекани со цвеќи како слободители. Се очекуваше главниот град на Украина Киев да падне за 3 дена, но сегашната војска не е како кога славната Советска црвена армија
Киев, Украина, Москва, Русија. На 22 февруари 2026 година украинско-рускиот конфликт влезе во својата 4-та година. Специјалната војна операција според посатот на Русија Владимир Путин требаше да биде лесна, а руските војници да бидат пречекани со цвеќе како ослободители. Се очекуваше главниот град на Украина Киев да падне за 3 дена, но сегашната војска не е како славната советска црвена армија која успеа да го порази германскиот Вермахт и нацистичкиот Трети рајх. Додека рускиот председател Путин не е како најавениот не е како Јозеф Сталин, човекот од Черик, а и Русија не е нападната. Од најавениот руски блиц низ украинските степи, војната стана војна на исцрпување како во Првата светска војна. Наместо руснавата руска армија да напредува километри на ден, таа напредува во просек 70 метри на ден во 2 години, пишува Associated Press. За да го освојат Покровск. 4 години војната помеѓу Русија и Украина се бие со големи човечки жртви и страдања на двете страни. Според извештај на Центар за стратешки и меѓународни студии, кој го пренесува Associated Press, ако војната не престане, бројката на исчезнати мртви и ранети ќе достигне бројката од 2 милиони жртви на двете страни. Докога овој колет наречен војна ќе трае големо прашање. Поради зголемениот број на дезертирање и убивањето на руските млади да го отложи војниот рок, Руското министерство за одбрана и руската држава е приморана на присилна регрутација или манипулирање на младите регрути, или да ги манипулира договорите на младите регрути, откако нивниот едногодишен воен рок ќе помине. Со цел да ги надополни загубите на Украинскиот фронт, Русија започна да регрутира туѓинци и затвореници од руските затвори во редовите на руската војска. Најчесто тоа се регрути од соединетите земји: Гана, Кенија, Јужна Африка, Северна Кореја, Иран, Ирак и Индија. Според разни разузнавачки извештаи, регрутите од странство биле регрутирани под ветувањето дека ќе добијат работа во Русија, а не дека ќе одат да војуваат, откако им било ветена плата од 1600 американски долари. Сигурно се сеќавате на природната војна компанија Вагнер, која беше сочинета од доброволци. Проблемот лежи во тоа што доброволците на Вагнер се регрутираат од руските затвори со ветување на подобар живот. По смртта на Евгений Пригожин, соседникот на Вагнер, се тоа промашиот персонални војници заинкорпорирани во руската војска. Причината поради која Русија се најде во ова состојба освен санкциите е во тоа што Русија не прогласи војна на почетокот на овој конфликт. Според извештај на Associated Press, ако председателот Путин прогласи војна состојба и објави војна, тоа би предизвикало огромно незадоволство кај рускиот народ кому не му е потребна оваа војна. Според познатиот римски републикански сенатор Марко Тулиус Цицеро, тетивите на војната се бесконечни пари. Ова изјава е точно, но дали е можно да некоја нација да има состојаништво на бесконечни парични средства? Секако не, бидејќи тоа може да предизвика инфлација, девалвација, астрономски центи и долги редови за реп. Додека рускиот вожд Путин војува и се обидува да изнајде средства да ја плати војската, банките кои тоа го возможуваат се откриваат и се затвораат. Поред веста што ја пренесува в швајцарскиот интернет портал swissinfo.ch, во Сирија и Швајцарија банката Bayer трговска банка е под истрага од швајцарските и американските власти да ги помагала наборно на одредени лица да ги избегнат санкциите против Иран и Русија. Освен тоа што банката наводно им помагала на Иран и Русија да ги кршат санкциите, и помагала на Венецуела со тоа што им исто така им помагала на режимот на Николас Мадуро од Венецуела, со тоа што располагала со парите поврзани со корупцијската мрежа на државната нафтена компанија на Венецуела, почнувајќи од 1920 година. Додека е Русија фаворитот да ја добие војната поради многу бројното население и војската во споредба со Украина, треба да се даде почит на храброста на украинскиот народ, кој застана решително да одбрани својата татковина. За разлика од Русија, која не прогласи војни, прогласувањето на војната во Украина многу и помогна на Украина. Прво се регрутацијата и одобивањето на меѓународна помош и поддршка. Иако односот помеѓу председателот Трамп и председателот на Украина Володимир Зеленски не се многу добри па ни снајни, треба да се одаде почит на неговата храброст и на храброста на украинскиот народ.
Додовме до крајот на ово издание на овие вести при Македонскиот информативен центар. Ако ви се допадна содржината на ова видео, кликнете на лайк. Ако сакате да го споделите, кликнете на шер. Проверете ако сакате да го оставите коментар за ова видео. И на крај, ако сакате бидете известени за нови видеа на нашиот YouTube канал Macedonian Information Center, кликнете на subscribe. Но крајот на ова наше издание ќе ви кажам довидување со следната полска песна за Украина, полска народна песна за Украина, Ей Соколу. Дојдовме до крајот на ова ново издание на нашите вести. До следното гледање, довидување. In the end.